Прекупците и препродавачите заработуваат на грбот и на земјоделците и на граѓаните. Додека зеленчукот и овошјето стигнат од нива до трпеза, нивната цена се зголемува и неколкукратно. Земјоделците добиваат едва 20 до 30% од крајната цена, а најголемиот ќар оди кај трговците. Алфа направи обиколка и на кванташкиот пазар и на зелениот пазар во центарот на Скопје. Забележлива е драстична разлика. На кванташки килограм пиперка може да се купи за 70 денари, на зелениот пазар достигнува цена и до 120 денари. Пиперките на едно место се 40, а на друго дури 120. Исто е со патлиџанот, 40 денари на кванташки, 120 на зелен. Продавачите на пазарот на Големо не беа расположени да зборуваат пред камера. Објаснуваат дека робата која не е од увоз ја купуваат директно од земјоделците. Не сакаат да кажат колку им е заработката. Нема да. Од каде само ги набавувате така? Ти кажа, имаме домашно нешто, наше производство и нешто набавувам од струмички, штипски тоа. Продавачите на зелен пазар пак не сакаат да ни кажат од каде и за колку ја набавуваат робата и колкав ќар имаат. Тврдат дека цените биле реални. Реални се. Јас сум земјоделец и го ценам тоа, не е многу скапо. Граѓаните пак како да се навикнаа на поскапувањата. Велат мора да се јаде. Знаете ли дека на кванташки се многу поевтини? Знам. Тоа е. Нема друго што да се прави. Ужас со пензииве, наши никакви. За мене. Лично за мене кажу. Знаете ли на кванташки дека е многу поевтино? Па знаем, ама не сме во можност. Дека на ваш грб. Знам. Го знам тоа. Знаете ли дека на кванташки е поевтино? Па знам, ама додека ходиш таму, на големо продават. Апсолутно реални цени се. За мене си купувам, еве. Колку што ми треба, толку. Колку што ми дозволува кесето. Два пати се поевтини него по пазарите низ градот на кванташки. Инаку минималната потрошувачка кошничка и натаму урива рекорди и во април ја надмина психолошката граница од 60.000 денари. Синдикатот пресметал дека за едно 4-члено семејство да го протурка месецот биле потребни 60.212 денари и тоа доколку не плаќа кирија, односно има сопствен стан.